Во Основниот суд Скопје 1 денеска почна судењето на 8 теми на демонстранти кои протестираа поради пресудата за случајот Монструм. Јавното обвинителство ги товари приведените за насилство врз полициски лица за време на протестите, кога беа повредени 20 полицајци, а 4 заработија тешки телесни повреди. Тие се терестат и за оштетување на судските згради во вкупна вредност од преку милион денари. Сите обвинети се изјаснија како невини, а одбраната смета дека обвинителството нема цврсти докази против обвинетите. Според одбраната, некои од обвинетите лица воопшто не се наоѓале на местото на настанот, додека дел од нив биле само физички присутни во околината и мирно протестирале. Судскиот процес продолжува и утре. Пратеничката од СДСМ Солза Грчева, една од трите пратенички од опозицијата кои го прифатија пратеничкиот мандат, ја започна својата работа како пратеник. Денеска присуствуваше на седницата на Комисијата за европски прашања. Иако се најавуваше исклучување од партијата поради непослушност, тоа не се случи. Грчева и Љубица Буралиева се двете пратенички кои не испочитуваа партиската одлука за неприфаќање на мандатите. За да бидат исклучени, тие ќе мораат да чекаат седница на Централниот одбор на партијата кој од средината на јуни е на летен распуст. Македонија во изминатиот период постигна извонредно добар економски резултат, што е за респект. Тоа е воедно и добра шанса да ја напредиме до сегашната соработка, особено меѓу малите и средните предпријатија како мотор за подобрување и влечење напред на трговските односи, истакна денеска заменик министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија Петар Сјарто пред отворањето на унгарската трговска куќа во Скопје. Целта на унгарската трговска куќа е, како што рече, да изгради што поефикасно и подобри партнерски односи меѓу компаниите. Отворањето на унгарската трговска куќа е дел од стратегијата Отворање кон исток, што ја изготви унгарската влада со цел подобрување на можностите на унгарските фирми за настап на странските пазари. Столарската работилница во затворот во Идризово изутринава изгоре во пожар што избувнал околу 4 часа. Причините за пожарот се уште не се знаат. Против пожарната единица действувала со 7 противпожарни возила и 20 пожарникари. Директорот на затворот Идризово Живко Пековски изјави дека штетата предизвикана од пожарот не е голема. Малезискиот авион е урнат со систем кој сепаратистите го добиле од Русија и за тоа постојат непобедни факти, тврди амбасадорот на Украина во Македонија Јурий Гончарук. Според него, Русија од една страна крева рака за дипломатско решение на спорот, но од друга страна транспарентно ги вооружува сепаратистите. Амбасадорот тврди дека сите податоци покажуваат дека авионот бил урнат од територија која е под контрола на терористите. Нашата служба за безбедност на Украина изјави дека се работи за системот кој пристигнал од територија на Русија. Тој факт беше потврдени од САД. Тоа го потврдуваат и снимки кои ги поседува Украина. Украинската армија во овој реон нема средства за противвоздушна одбрана. Таа потреба имаат сепаратистите да се справат со украинската авиација. На 15 и 16 јули беше урнат транспортен и воен авион на Украина на висина која ги надминува можностите на противвоздушната одбрана на сепаратистите. Тоа значи дека се појавило ново оружје, вели тој. Тројца представници на холандскиот тим за идентификација на жртвите пристигна денеска во Донјец. Тоа се првите странски представници кои доаѓаат на територија под контрола на бунтовниците за да истражат авионската несреќа во реонот откако малезискиот Боинг 777 со 298 лица, од кои 2/3 холанѓани се урна таму во четвртокот. Холанѓаните одбија да дадат какви било детали за своите планови. Представници на сепаратистите во Донјец изјавија дека бунтовничките лидери се подготвени да се сретнат со нив и да им помогнат да заминат на местото на падот на авионот или до возот каде се држат телата на некои од жртвите. Бројот на загинати палестинци во израелската офанзива во појасот Газа денеска се искачи на 508 луѓе, изјавија палестинските представници. Израелските медиуми утрово јавија дека две терористички групи влегле во јужен Израел низ тунел ископан под границата на северниот дел на појасот Газа.